Ова е седиштето на ВМРО ДПМНЕ. Големо и раскошно. За вкусовите може и да се расправа, но не и за парите. Јавноста никогаш не ја дозна цената на оваа барокна зграда, распослана е во центарот на Скопје. ВМРО ДПМНЕ е пак една од најбогатите политички партии во Европа. Имотот им е впишан во 91 имотен лист, на површина од над 33.000 квадратни метри и пазарна вредност од околу 60 милиони евра. Во септември годинава имаа 93 имота, но откако продадоа 2 стана во кисела вода, имотот се намали на 91. Сепак, ова не е приказна за видливото, ова е приказна за моќ, пари и трговија со влијание. Како? Погледнете го новото заедничко истражување на Скупи Нова ТВ. Откриваме кога е купен имотот на ВМРО ДПМНЕ и како партијата успеала да се стекне со вид на имот кој по закон е забранет. Ова е скопската приградска населба Сарај. Тука живее типично гласачко тело на партиите на нашите албански сограѓани. Но малкумина од соседите знаат дека позади оваа куќарка, штаб на власта, се наоѓа пасиште кое го поседуваат токму ВМРО ДПМНЕ. Го купиле во 2015 година. Во истото село имаат уште едно пасиште. Едното од нив го делат со приватно лице и Република Македонија. Но зошто е на владачката партија пасиште? А ова дури и не е единственото пасиште кое го поседуваат. Скупи Нова откриваат околу 15 имотни листа на кои оваа партија со договори за купопродажба во последните 3 години купувала ниви и пасишта. Во селото Могила партијата дури има и нива која се издава под закуп. Купила, но не смеела. Законот за финансирање на политичките партии е јасен. Член 6 вели: политичките партии имаат право на собственост на деловен простор, опрема, канцелариски материјал, превозни средства и друг движен имот потребен за остварување на целите и вршење на активностите утврдени со статутот на партијата и со закон. Доколку пак партиите добијат имот кој не е деловен на подарок, тие се должни да го продадат по пат на судска лицитација. Политичките партии од легат можат да ги стекнуваат само средствата предвидени со членот 6 од овој закон. Доколку на политичката партија и се отстапат средства што не се утврдени со членот 6 на овој закон, тие се продаваат по пат на судска лицитација и паричната вредност остварена од лицитацијата се префрла на жиросметката на политичката партија. Но владеачката партија не застанала само на ниви и пасишта. Тие поседуваат и станови во повеќе згради во Скопје и Македонија. Не деловен, ами приватен простор. Исто така забранет согласно Законот за финансирање на политички партии. Ако ситимо за многумина Скопјани омилената шопинг локација за чевли и облека, истата локација е таргет и на владеачката партија, но тие купуваат станови. Во City Tower, дел од проектот City Mall, владеачката партија поседува стан од 56 метри квадратни, купен е во 2014-та, а овде соседи им се Александра Мијалкова, Сител телевизија и печатницата Европа 92. Славни комши и партијата има и во кисела вода на улицата Антон Панов број 1. Овде станов има и председателот на регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, поранешниот телохранител на Груевски Дејан Митровски Урко, како и компанијата Трансмет во собственост на бизнисменот Сеат Кочан, кој преку владино спонзорирани сделки во последниве 5 години се стекна со над 100 милиони евра. ВМРО ДПМНЕ има многу станови во многу згради низ Скопје. Најголем дел од имотот е купен во 2014-та или 39 од 91 имотен лист. 2014-та не е само годината кога ВМРО ДПМНЕ е купила најмногу имот, туку и годината кога тие купиле најмногу тазе легализирани дивоградби. Во скопското село Петровец, например, купиле 54 квадрати стамбен простор, легализиран од Република Македонија само еден ден пред склучувањето на купопродажниот договор. Во Бутел легализацијата се случила на крајот на септември, а партијата склучила договор за купопродажба на стамбен простор на почетокот на ноември. Скупи Нова ТВ открија многу вакви примери во имотните листови на партијата, каде што се впишани сите податоци за имотот од денот на стекнување до основот. Од каде се парите? И како им успеа овој лет над законите? Ова е најзначајното прашање кое јавноста го постави, откако Скуп година обзнани дека ВМРО ДПМНЕ е една од најбогатите политички партии во Европа, а најголемиот процент од имотот е стекнат во последните 5 години. Имаше 168.000 членови Сојузот на комунистите на Македонија.
членовите на плата им со исплатата на платите им се содржуваше членарината. Со пропис одредено. Па немаше веројатно 60 милиона простории. И како е создадено? Со кои ресурси е создаден тој имотна партија? А знаемо денеска по имотни листови, знаемо по нивната материјално-финансиска состојба, дека партиите се најбогатите институции во државата. Прашањата за транспарентноста на финансирањето на политичките партии е едно од најгорливото прашање со кое Македонија живее од независноста до денес. Тоа е една голема корупцијска шема. Сите се правиме луди во Македонија и тоа функционира 25 години и најверојатно ќе продолжи во идниот мандат. Но според документите од имотот на сите политички партии, може да се заклучи дека нема политичка партија, има толку имот не само во Македонија, туку и во Европа, како што и нема друга партија во земјава која поседува имот кој законот и го забранува.